Државата и понатаму останува глува за судбината на сегашните и поранешните вработени во Прилепски Еврокомпозит, револтирани од последната средба која што имале со вице-премиерот Битики пред само неколку дена. Тие денеска повторно излегува со протест пред општина Прилеп. Обвинуваат дека државата засега нема намера да им ги исплати неисплатените придонеси од 2012 до 2019 година, зашто собранието донесе одлука уште во октомври 2019 година. Ги слушнале истите празни ветувања кои што ги слушаат со години. Средбата помина во добар тек, ни вети Бетичи дека пари сега во овој момент нема, парите се поедени во буџетската дупка од коронавирусот, но ќе се залагал за буџетската ставка да влеземе за 2022 година, тоест на 15 ноември ќе имаме точна информација дали ќе влеземе во буџетот. Значи, добивме датум за преговори. Датум за датум. Ние имаме впечаток дека идеја за решавање на, односно за плаќање на придонесите, ја мислам дека нема. Исто и нема ни идеја ни за фирмава. Прво веле има двајца, тројца купувачи, ќе се подмира побарувањава наши преку продржба, сега не ни се спомнува ни то, така останало сето на милост и немилост. Лани бевне кај него, кај исти овој Бетичи, на септември беше месец. Исто рече, ќе влезете, ќе гледаме да правиме да влезете во буџетот за 2021. Сега истата приказка, ќе гледаме сега, има ни закажа средба. Може ќе влезете, може и не. Добро реков, има и 2022 и 2025, така да за неколку години му велам дека нема ни потреба ни законот да се... Има закон собрание, да се разбериме донес. Тие и закона не го почитува. Плюс, сами, еве, ова ќе ви го дам, на 20 април донесе одлука на влада, со која се задолжува, убо пишува, представникот на акциите по основ да го спроведи законот и се задолжува Министерството за финансии да обезбеди средства. Порно од ова здравје. Исто така обвинија дека фабриката која што е затворена година и половина не ја чува никој и е оставена на милост и немилост, иако таму имало доста вредни работи, машини и опрема. Инаку, преостанатите 35 вработени во државната компанија Еврокомпозит се оставени буквално на милост и немилост од страна на својот газда, а тоа е токму државата. Од декември 2019 година до денес имаат земено само 14.500 денари плата. Никој, ама буквално никој, не ги прашал како досега живеат без денар, во екот на една страшна пандемија и во екот на една од најголемите светски економски кризи. Не им се исплатили ниту здравственото, ниту пензиското осигурување. Се лечат на приватно. Нашите побарувања се неплатените придонеси 6,5 години. Во просек секој вработен има по 5.000 евра за земање од фирмата, а фирмата, да ви кажам, во овој момент не ја обезбедува ни полиција, па ни стражарска служба. Остаена е на милост и немилост фирмата. Значи, ја натре има, ај сега да не правим увет, знаете дека таа беше наменска индустрија, има многу работи што се вредни, меѓутоа ни полиција веќе не ја обезбедува. Остаено е сето на милост и немилост. Гледа народот што се прави, кај се троша средства, се дава за некои други непотребни работи, а ние за нас се работи за 2,5-3 милиони евра. За придонеси се 410 души. Од кој зависи висината на пензијата за сите. Од 2000-3000 ние земаме, викам, по 10-11 илјади пензија. Наместо да земаме 13-15, и то не е ништо. Жалосно рече Бетичи, че гледаме се че направиме. Тоа жалосно че гледаме и еве на че остана. Владата е најмногу виновна за ова. И таа немоćност досега, ајде полека ти на ваков или на таков начин е нудна фирмата. Ги испушти 150 души, што можеше фирмата со капацитет да работи, што е таа од виталност за државата. Таа не е фирма за пиперки домати. Таа е фирма што е витална на државата. Што не знаеме ни утре што може да биде друг облак. И еве се претерува секакви шујке облици на непријатности, што требаше да заштити таа наменска индустрија. Државата си е за се виновна, да не нагласувам 100 пати и по еден пат. За сето ова е таа виновна. Ние можеме да зборуваме до сабајле. Таа се крие од нашиве шујкавено речено, улични ние судење за нив. Ова е наше улично судење. Никоја правна служба не е да
став за да ги шујќа нив пресуди. Државата како газда на овие работници ги крши нивните основни човекови права, ниту ги отпушта од работа, ниту пак им го дава тоа што им следува.